на платите селективно согласно минималната плата на национално ниво. Ние го поздравивме носењето на сумата на минималната плата и укажавме благовремено дека веднаш треба да се пристапи на усогласување и на другите плати во јавниот сектор согласно минималната плата. Тоа, за жал, до ден денеска не е сторено. Ние нема да остапиме од барањето што поитно тоа да се направи, да се усогласат платите, иако имавме некакво благо ветување дека ќе се прават пресметки за таа работа. Мора да се испочитува законот и затоа на дел од овие овдека транспаренти има не за кршење на законите, да за почитување на правата на работниците. Имаме селективно зголемување, се извинувам, кога ќе има зголемување октомври 2018 година, така како што е најавено, селективно само во неколку дејности. За жал, најголемите колеги наши во јавниот сектор, односно најголемиот број, не се предвидени за нивно зголемување. И сега ќе ве замолам да не ми замерите ако и изоставам некоја дејност, меѓутоа еве сигурно ќе кажам дека сигурно културните работници не заслужуваат да не бидат воопшто споменати дека ќе им се зголеми платата. Сигурно научните работници уште помалку заслужуваат да не им се зголеми платата, а знаеме какви се платите. И секако сигурно вработените во институциите во високото образование исто така нималку не заслужуваат да не бидат споменати дека нема да им се зголеми платата. И сигурно сите колеги кои што се вработени во јавната администрација, во агенции кои што се под ајде да не ги погрешам, вие повеќе знаете, и јавни предпријатија и државни установи не заслужуваат таков третман од државата со такви социјални плати. Вчера во јавноста излезе просечната плата на национално ниво е 23.356 денари. Ајде да прашам тука од нас, кој има просечна плата, нека крене рака. Без стаж, без минат труд, без други додатоци. Никој! Тие тамо! Не гледам. До тамо ли дојдовме? 20% сме пониско од минималната плата. Веќе сме социјална категорија, јавниот сектор е социјална категорија. Доста е и доста е. Денеска председателот на КСС кажа КСС силата на новото време. Дојде време КСС да биде навистина сила на новото време. Дојде време од денес, нека биде овој ден кога вие работниците, вие членовите на синдикатите, ќе не туркате и од нас повеќе ќе барате ангажман, заедно со вас да си ги оствариме нашите права, да го заслужиме она што ни следува согласно законите, да го заслужиме достоинството на нашата професија, која што, за жал, некаде се изгуби попатна. Јас би сакал да завршиме со овакви говори, а не би сакал да биде 17 јануари, дојдовме, кажавме, си заминавме. Јас би сакал на средниот работен состанок, онака како што сме синдикално организирани, да седнеме и да кажеме, колеги, благодарение на сите вас кои што денеска дојдовте овдека да го кажете своето не за работи кои што претходно беа кажувани. И да, за почитување на правата на работниците, за покачување на платата, за пристојна работа, за непостоење или не смее да има мобинг, притисоци на работа, притисок врз синдикални лидери кои што се бркаат од работа, кои што се неколку категории на работни места симнувани подолу и праќани на некои несоодветни работни места и така и натака. Да зборуваме за успесите во иднина, а на сите оние душмани
кои што искажуваат неверство во искреноста на работењето на Конфедерација на слободни синдикати. Ке им препорачаме час поскоро нека се освестат, нека разберат кој е релевантниот социјален партнер во Република Македонија, кој е Конфедерација на слободни синдикати, кои се репрезентативни грански синдикати на национално ниво. Некакви параорганизации, некакви организации создадени по нарачка, некакви организации кои што глумат борци на работничките права. Многу брзо ќе ги снема на синдикалната или невладина сцена во Република Македонија и час поскоро очекувам сите работници кои што искрено веруваат во искреноста на раководството на Конфедерацијата дека многу брзо ќе пристапат во нашата организација. Нашата енергија, нашата сила, нашата моќ произлегува од овдека. Ако денеска бевме во помал број, тоа ќе кажуваше за нашата немоќ, нашата слабост. Ние сме убедени дека уште огромен број на наши колеги се приврзаници на нашата синдикална работа. Меѓутоа, ние денеска дојдовме само символично овдека, да покажеме дека постоиме. За жал, некои дури не знаат дека постои Конфедерација на слободни синдикати. Еве, тука сме, постоиме. Ајде уште еднаш да се слушнеме. Тука сме и постоиме и ќе постоиме. Да живее Конфедерација на слободни синдикати, да живеат работниците во оваа конфедерација, да живеат гранските синдикати, да живее Македонија. Благодарам.